Почитувани граѓани, заради катастрофалните економски политики на најнеспособната влада во историјата на државата, Македонија забрзано чекори кон финансиски колапс и сиромаштија. Тоа го навестуваат многу релевантни показатели. Странските компании кои вработуваат десетици илјади македонски граѓани го намалуваат бројот на вработени. Голем дел од нив се спремаат да ги затворат фабриките во Македонија и бизнисот да го преместат во други држави. Покрај унгарскиот кредит од 500 милиони евра, владата предизборно и неконтролирано се задолжува со кредит со високи каматни стапки. Минималната плата, како и платите на вработените, и во државниот и во приватниот сектор стагнираат. Цените на прехранбените и другите производи секојдневно одат нагоре, а така наречените кошнички на Мицкоски се обична фарса и замајување на јавноста. Во ситуација кога секое второ семејство во Македонија се соочува со сиромаштија, не само што актуелната власт не прави ништо да им помогне, туку дополнително ги осиромашува и ги турка во безнадежност. Да подсетиме, владеачката коалиција на ДПМНЕ, ЗНАМ и ВЛЕН ја укина субвенционираната струја со која сметките за електрична енергија за време на владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија беа пониски за 30%. Истовремено, владата на Мицкоски го одби предлогот на СДСМ за намалување на ДДВ-то за електрична енергија од 18 на 5% и укинување на ДДВ за основните прехранбени производи. Ако владеачкото мнозинство ги прифатеше предложените законски измени, тоа ќе значеше намалување на цената на струјата и поевтинување на над 3000 производи, меѓу кои и на лебот, млекото, маслото, брашното. Освен неспособната влада за прилепчани дополнителна несреќа е и 40 месечното неодговорно владење на ДПМНЕ и Борче Јовчевски. Период во кој поскапеа водата, данокот на имот, комуналните услуги, паркингот, градскиот превоз. Едно е сигурно. Личниот интерес е единствениот вистински приоритет на актуелните владини партнери. Социјалната правда, економската стабилност и стандардот на граѓаните ќе почекаат на некои подобри времиња. Ви благодарам.